Господине Петров, благодарам што сте тука. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Кои се вашите главни аргументи зошто Уставниот суд треба да донесе одлука и да ги избрише овие членови? На 5 април годинава во име на Светскиот македонски конгрес поднесов иницијатива до Уставниот суд на Македонија за деблокада на локалната самоуправа. Меѓутоа, за да не импровизирам, бидејќи се работи за прецизност на одредби од Законот за локална самоуправа и Изборниот законник, кои што треба да ги оценува утре на својата седница Уставниот суд, ќе прочитам дело тоа што е поента на ова иницијатива. Имено во согласност со Законот за локална самоуправа и Изборниот законник, а поради неконзистентност во законската регулатива, од првата половина на месец април годинава престанува мандатот на членовите на советите на општините и на градот Скопје. Мандатот го задржуваат само градоначалниците до изборот на новите градоначалници, но не најмногу од крајот на не повеќе од крајот на оваа календарска година. Имено во Законот за локална самоуправа постои неизедначеност во мандатите на членовите на советите на општините и на градот Скопје со мандатот на градоначалниците. Имено во членот 35 став 1 од Законот за локална самоуправа се вели, цитирам, членовите на советот се избираат за време од 4 години. Во членот 49 пак од Законот за локална самоуправа се вели, градоначалникот се избира секоја 4-та година на општи непосредни слободни избори со тајно гласање во согласност со законот со кој се регулираат локалните избори. Не се вели градоначалниците се избираат за време од 4 години, како што тоа е регулирано во член 35 став 1 за мандатите на советниците, туку се вели градоначалниците се избираат секоја 4-та година, бидејќи последните локални избори беа одржани во 2013 година. Мандатот би можел да им трае до крајот на оваа година, бидејќи тие се менаџери на општините. Понатаму во согласност со членот 52 од Законот за локална самоуправа пишува: новоизбраниот градоначалник ја превзема должноста од претходниот градоначалник во рок од 7 дена од денот на изборот. Не е прецизиран датумот, но најдоцна до крајот на годината. И нема ништо повеќе за мандатите на градоначалниците во Законот за локална самоуправа. Градоначалникот се избира секоја 4-та година и функцијата ја врши до изборот на нов градоначалник, но не повеќе од изборот на членовите на советите на општините, бидејќи локалните избори се одржуваат истовремено во сите општини и за членовите на советите и за градоначалниците, најмногу до крајот на календарскава година. Бидејќи мандатот на градоначалникот не подлежи на верификација, дента на издавањето на уверението од Општинската изборна комисија за избор се смета за почеток на мандатот на градоначалникот, а крајот е до превземањето на должноста од новоизбраниот градоначалник, но најмногу до крајот на календарската година, тоест ова 2017, односно до денот на изборот на членовите на советите, кои што изовремено се одржуваат со изборот на градоначалниците. Од друга страна, мандатот на членовите на советот завршува дента кога пред 4 години им бил верификуван мандатот на конститутивните седници на советите на општините и советот на градот Скопје. Последните локални избори се одржаа на 24 март и на 7 април 2013 година. Тоа значи мандатот на членовите на советите на општините е при крај. Рокот за одржување на локалните избори е утврден со Изборниот законник. Во членот 16 став 1 се вели, цитирам, изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја 4-та година истовремено во сите општини во првата половина на мај. Во согласно со членот 12 од Изборниот законник, локалните избори за членови на советите и на градоначалниците ги распишува председателот на собранието. Во согласност со членот 12 став 4 пак од Изборниот законник се вели од денот на распишувањето на изборите до денот на одржувањето на изборите не може да помине повеќе од 90, ниту помалку од 70 дена. Тоа значи председателот на собранието требаш да ги распише изборите најрано на 13 февруари, најдоцна на 6 март. За жал, за да бидат одржани во првата половина на месец мај, 7 или 14 мај оваа година. Меѓутоа, за жал, тие рокови се минато свршено време, затоа што председателот на собранието се уште не е избран и неизвестно е кога тоа ќе се случи. Заслужува критика едно погрешно циркуларно писмо од Министерството за локална самоуправа, упатено до заедницата на единиците на локална самоуправа, во кое дадоа погрешно толкување
на одредбите од Законот за локална самоуправа во врска со мандатите на советниците, на советите и на градоначалниците. Имено дека тие завршуваат во првата половина на мај, најдоцна до 14 мај годинава. Тоа создаде еден хаос во општините, бидејќи некои градоначалници престанаа да ги потпишуваат актите од нивна надлежност, советите на општините веќе ги одржаа по нивно мислење и под читање на законот последните седници. Иницијативната до Уставниот суд даде релаксација, меѓутоа се уште неизвестна, се очекува утрешната седница на не затекна оваа ситуација сите, се создаде еден правен вакуум, луѓето се плашат како ќе функционираат градинките, сите тие установи кои се под Па во членот 114 став 1 од Уставот на Република Македонија на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа. Во членот 115 и 117 граѓаните и во единиците на локална самоуправа и градот Скопје и општините непосредно и преку своји представници учествуваат во одлучување за прашања од локално значење, а посебно од областите на јавните служби, урбанизмот, руралното планирање, заштита на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со законот. Истото се однесува и за општините и за градот Скопје. Не е спорно дека нешто треба да се преземе. За жал злоупотребата, но дел од експертите и СДСМ денеска порачаа дека уставните суди не смеат да навлезат во оваа материја, бидејќи на тој начин ќе ја превземат работата на законодавниот дом и на собранието, дека станува збор за законодавна материја за која тие не се надлежни. Како ги коментирате ваквите ставови? Уставниот суд мора да ги заштити правата за гарантирани со Уставот на граѓаните, а тоа е членот 114, правото на локална самоуправа. За жал, поради злоупотреба на службената должност и самовластие, пратениците не ја исполнија уставната обврска, досега не избра председател на собранието, за да ги распише во рокот од изборниот законник локалните избори, за да се одржат на 7 или 14 мај годинава. И практично ги суспендираат правата на граѓаните на локална самоуправа. Од таа причина, Уставниот суд има полна надлежност да, според иницијативата, ги поништи членот 35 став 1 од Законот за локална самоуправа и членот 16 став 1 во зборовите во првата половина на мај. Штом тоа ќе го направи Уставниот суд утре, мандатите на советниците и на градоначалниците ќе продолжат со сите надлежности. Цело време се говори дека на таков начин мандатите ќе бидат доживотни, така барем се представува тоа. Дали доколку се поништа? Тоа е несериозно размислување и читање, затоа што мандатите на советниците и градоначалниците траат најдоцна до крајот на оваа календарска година. Нема никакво збор ниту во Законот за локална самоуправа, ниту изборниот закон и за доживотен избор на советници и градоначалници. Уште повеќе несериозно е толкувањето и објаснувањето на професори од калибар на експерти за уставно право, Владо Камбовски и Борче Давидковски, кои што практично се служат со заплашување на уставните суди заради политички, евентуално, математики. А тоа е дека уставните суди немаат надлежност да го продолжат мандатот дека може да одговарат за злоупотреба на службена должност. Кривично дело злоупотреба на службена должност извршија пратениците и заедно со кривично дело самовластие, затоа што не ги исполнија законските обврски да го изберат председателот на собранието во согласно со устав, закон и деловник, да ги распишат изборите и да се одржат на 7 и 14. Практично Уставниот суд има обврска според членот 114, 115 и 117 да го заштити уставно загарантираното право на локална самоуправа на граѓаните и заради тоа неговата интервенција уште повеќе во текот на утрешната седница да ги поништи тие две одредби. Членот 16 став 1 зборовите во првата половина на мај и членот 35 став 1 од Законот за локална самоуправа за мандатите на советниците во рок од 4 години. На тој начин мандатите и на советниците и на градоначалниците ќе се изедначат и ќе продолжат додека собранието не донесе закон за измени или дополнување на изборниот законник, а тој е член 16 став 1. Тоа треба двотретинско мнозинство. Тој закон се носи со мнозинство од присутните
но не помалку од 40 гласа од пратеници од вкупниот број 120, колку што не се носи со некое посебно квалификувано мнозинство од вкупниот број пратеници или двотретинско мнозинство. Изборниот законник се носи со мнозинство од присутните, но не помалку од 40 гласа. И јас верувам дека Уставниот суд на утрешната седница има полна надлежност. Судиите воопшто не одговараат за одлуките и за својот глас изнесен на седница на Уставниот суд. И затоа сметам дека реториката на Камбовски и на Борче Давидковски е несериозна и практично нема никаква основа ниту со закон, ниту со Уставот на Република Македонија. Господине Петров, кога очекувате да се распишат локалните избори? Еве денес излезе во службен весник одлуката за именувањето, изборот на Талат Џафери за председател на Собранието. Дали може тоа да се случи наскоро или лапсус? Да. Точно е. Одлуката е објавена, меѓутоа како што е објавена, така може да биде и повлечена. Се уште Вие сте познат по оспорување на одлуките, можеби ова ќе оспорите пред денес поднесов иницијатива до Уставниот суд и сметам дека Уставниот суд се дека не се произнесе за поништување на одлуката за избор на председател на Собранието. Талат Џафери нема никаков легитимитет да лажно се представува како председател на Собранието, бидејќи неговиот, јас не велам избор, прокламација на неопределен број пратеници е извршен во спротивност со Уставот, Законот за Собранието и Деловникот на Собранието. Прекршена процедурата за избор на председател, односно прокламацијата на Џафери за во наводници председател на Собранието на 4 одредби од Уставот, 7 одредби од Законот за Собранието и 30 одредби од Деловникот за работа на Собранието. А таа прокламација извршена е со 5 кривични дела од Кривичниот законник, зашто јавниот обвинител треба да си ги превземе своите овластувања против сторителите на тие кривични дела. Добро, додека не се произнесе Уставниот суд, очигледно дека Талат Џафери веќе ја извршува функцијата председател на Собранието и треба да ги распише локалните избори, доколку се разбира извршува таа функција. Верувам дека изборите ќе се распишат во согласно со сите политички партии представени во Собранието. Кога очекувате да се одржат од најдосно до крајот на годинава. Меѓутоа, според моје лично убедување и според читањето на Уставот, се после 29 јануари е злоупотреба на службената должност и самовластие и на председателот на Републиката и на пратениците, затоа што постапката за избор на влада заврши со 29 јануари оваа година. Се што е во врска со владата после тој датум е флагрантно кршење на Уставот и сметам дека пратениците во Собранието треба да постигнат договор парламентарните, вонредни и локалните да се одржат на ист датум во текот на оваа година, не подоцна од крајот на календарската 2017. Господине Петров, благодарам што бевте наш гост. Благодарам вам.